Каква изборна кампања ја очекува Македонија? Дали ќе се смени наративот на постојани обвинувања меѓу партиите? Имаме председателска кампања, меѓутоа дали кампањата ќе добие партиски презнак со оглед на тоа што предстојат многу нерешени прашања пред ЕУ извештајот. Добра вечер во 24 отворено. Велам за тројца политички представници од три партии кои што на еден или друг начин имаат своји кандидати во оваа председателска трка. Арбен Таравари, добра вечер во студиото на 24 отворено. Добро вечер. Игор Јанушев од ВМРО ДПМН, добра вечер за вас. Добро вечер, благодарам на поканата. Александар Кирацовски, СДСМ, добра вечер и за вас. Добро вечер, фала на поканата, поздрав и до гледачите и до присутните. На почетокот сме на кампањата, можеме ли да очекуваме мирна и фер предизборна трка? Таравари. Па искрено ние сме опозицијска партија и би посакале да има такви избори, да бидат фер и демократски, иако гледаме дека кампањата за некои партии почна и пред официјално да биде започната, значи пред 1 април, така да тоа се веќе работи кои што зборат дека не би требало се да оди како што треба. Имајќи во предвид дека многу ни се битни овие избори за сите нас, бидејќи сме пред извештајот, пред може би земање на датум за преговори и целата одговорност ако изборите не бидат како што треба, тоа оди на товар на власта, односно партиите кои што ги организираат официјално изборите. Ако се повикаме на последните локални избори, ако ги анализираме нив, јас ќе кажам дека државата брутално навлезе, посебно во Западна Македонија, не знам во другите делови на Македонија, меѓутоа каде што се надпреварувавме ние, значи имавме спротивно на препораките на Прибе, значи целата власт беше ангажирано и брутално во одредени општини, да не речам донесе во ситуација да без разлика на што ќе се случи, мора да победи одреден кандидат. Јас се надевам тие грешки да не се повторат сега, да бидат фер и демократски и на крај нека победи кандидатот кој што има најголем број на поддржувачи од жителите, односно граѓаните на Република Северна Македонија. Така да би посакал да бидат фер и демократски и би посакал власта да биде внимателна, бидејќи целата одговорност е на нивен терет и грб. Јанушев, долги години, периодов и предходно, Македонија го живее оној филм на поделби, на патриоти, на предавници и предпоставувам дека тоа кога доаѓа изборна кампања уште повеќе се засилува, иако на многумина име можеби преку глава од тој таков наратив на едни изборни обвинувања. Како во овој сегмент ќе настапи вашата партија? И покрај сите обвинувања и спинувања кои што во изминатиот период идеа на наша сметка, односно сметка на ВМРО ДПМН, ние нити во оние протестни маршови што ги организиравме, нити во Лето за Македонија минатата година, нити во целиот овој подоцнежен период и кога направивме така речена промоција на професорката Силјановска, нити го користевме, нити го користиме тој вординг, односно тој наратив на предавници, на победници, на патриоти и слично. Така да нема да го предавнички договор, предавнички елементи и така натаму. Тоа беше во дел на наративот што се зборуваше за кога беше договорот за преспа, да речем. Така е и ние во нити еден момент не се оттргнавме од ставот и од тврдењето дека тој договор за нас неприфатлив и дека истиот е капитулантски. Меѓутоа, ако е тоа класификација на договорот, тоа не значи дека ние ги делиме на предавници и на патриоти луѓето или на било која друга со која друга терминологија, и токму тоа и го кажувам, нити го користевме, нити ќе го користиме, без разлика на епитетите што се обидуваат да ги залепат за ВМРО ДПМН. Меѓутоа сепак тука е македонската јавност, тука се граѓаните кои што сум убеден дека тоа го гледаат и го ценат, бидејќи нон-стоп настапување со подценувачки карактер спрема нашите гласачи, граѓаните на Република Македонија е нешто што на крај на ден се казнува на избори. Само ако ми дозволите, би сакал да се надоврзам на првото прашање кој што го упативте до господинот Таравари. За мирни избори, барем ВМРО ДПМН може да гарантира дека ќе имаме мирни избори. Дали тие ќе бидат фер и демократски, како што каже и Таравари, ќе зависи пред се од СДСМ и од власта. Доколку го земеме искуството не само од локалните, туку и од референдумот, се надеваме дека нема да го применат истото искуство,
дека полицијата и сите останати сегменти на институциите нема да останат доследни, како што Кирацовски љуби да каже, туку дека напротив ќе создадат вистински услови за фери демократски избори, бидејќи како што се изјасни од Европската унија, тоа ќе биде еден од условите за добивање на датумот на преговори. Да не се обидуваат да си купуваат алиби преку други и останати работи за нивниот пораст на престојните избори. Кирацовски, точно тоа што кажа и двајцата кандидати, овие избори се многу важни и начинот на нивно спроведување пред се во пресрет на извештајот на Европската комисија, кој што е од некакво полуисториско значење, ајде да речеме, за Македонија, со оглед на тоа што првпат се надежите дека Македонија може да добие датум за почеток на преговорите. Апсолутно. Од тој аспект, Пред се и над се, власта во Република Северна Македонија е најодговорна или доминантно одговорна за спроведување на кристално чисти, слободни, фери и демократски избори. Не се сложувам дека е единствено одговорна, туку и сите политички чинители треба да дадат свој придонес. Јас ги замолувам и моите колеги и сите оние кои што ќе ги водат штабовите на останатите кандидати за овие претседателски избори да внимаваат на кој начин се однесуваат, какви политики, каква кампања ќе спроведат. Победничко-предавничката реторика на ВМРО-ДПМН ќе екзистира и за време на овие избори. Меѓутоа, за среќа тоа веќе не врви. Она што е многу битно е што успех за нашата држава се исто така кристално чисти, фери и демократски избори кои што на некој начин се и предуслов за добивање на препораката за отпочнување на преговорите со Европската унија кои што треба сите ние заедно да ја добиеме во јуни. Јас за она што се однесува и што представува СРСМ и над 30 политички партии кои што застанаа зад Стево Пендаровски, ветувам и гарантирам дека ќе направиме се овие избори да бидат навистина демократски и проевропски. Сите ние се стремиме да влеземе во Европската унија и треба да се однесуваме демократски. Јас сакам да истакнам дека да, нема да се практикува искуството на МВР, но она МВР од пред 2-2,5 години. Кога што се нарекуваше МВР, тогаш кога МВР заедно со сите оние кои што вдолж вертикалата знаеа да вршат најразлични закани, притисоци, уцени, да ги лажираат изборите, да се заменуваат избирачки кутии и се она што значи лажирање на избори. Неправилностите, нерегуларностите за време на овие избори нема да бидат случаи. Начинот на спроведување на избори и самиот изборен ден во многу нешта зависи од самата изборна кампања. Доколку таа е воинствена, пресилна, со остра реторика, обично тоа е закана и за самиот изборен ден. Тоа е пример од претходните години, пример од претходни избори, пример и од други земји. Што ќе направите во тој дел да ја фокусирате кампањата на платформи и програми, а не на лични обвинувања, лични препирки против кандидатите? Видете, тоа зависи буквално од сите. Стево Пендаровски влегува несомнено како фаворит на овие избори. И тоа не е мое лично субјективно размислување или чувство, туку го потврдуваат и анкетите и нормално климата во нашата држава. Стево Пендаровски е избор на граѓаните. Стево Пендаровски својата номинација и кандидатура ја поднесе со поддршка од над 32.000 подписи на граѓани кои што во еден ден излегоа и ја дадоа својата поддршка за Стево. Стево Пендаровски влегува во кампања со поддршка од над 30 партии и Стево Пендаровски влегува во кампања со поддршка од над 60 пратеници. Единствениот откако Република Северна Македонија и претходно Република Македонија екзистира, е кандидат кој што ја влегува во кампања со ваква полпозиција. Во која смисла го кажувам ова? На оне кој што влегува како фаворит, не му одговара буквално ниту влакно да падне на овие избори за истите да бидат кристално чисти, фер и демократски. Ние ќе водиме кампањата согласно нашата визија и визијата на Стево за нашата држава, интеграцијата во Европската унија и НАТО, принципите на демократијата и се она што значи владење на правото и правната држава во нашата држава. Јанушев, се согласувате ли со вашиот колега од партијата дека Пендаровски е фаворитот на овие избори и дека од тој аспект него најмалку би му одговарало да има било какви елементи кои што би го загрозиле изборниот процес? Само една реченица, се согласувам со претходното дека МВР дефинитивно не треба да биде како што беше пред 2,5 години, бидејќи токму во тој период министер беше сегашниот министер Оливер Спасовски, така да се согласувам со Кирацовски дека така дефинитивно не треба да биде. Те молам да го задржиме нивото, не ти упаднав неднаш во збор. Дали Пендаровски бил избор на граѓаните, доволно го докажува фактот на кој начин тој беше избран.
после сите манипулации кои што ги направија со обидот да не копираат со изборна конвенција и на крај седнаат 2-3 луѓе и се договорија кого да го изберат за председател, а да подсетам само дека имаше и други заинтересирани, дури кои што се пријавија, па така грубо ги изигнорираа и воопшто веќе никој не ги напомена. Дали Пендаровски влегува како фаворит или не на нови избори, воопшто не согласувам со Кирацовски, меѓутоа јас го разбирам она што тој го говори, што друго ќе каже, веќе во почната кампања пред целата македонска јавност дека верува дека Пендаровски ќе изгуби, тоа сигурно дека нема да го каже. Ги знаеме и ние анкетите, ги знаеме и ние рейтинзите, меѓутоа за разлика од Кирацовски, ние јас лично минатите 2 месеци сум пропатувал илјадници километри, речиси да нема населено место во држава кое што не сум го посетил и атмосферата и климата во државата е повеќе од јасна. Сватија граѓаните кои што пред се го дадоа гласот и поддршката за СДСМ претходно дека се грубо изманипулирани, дека се она што го вети и кое што го очекуваа граѓаните буквално немаат ништо реализирано. Од друга страна им е јасно дека Стево Пендаровски во неговите изминати 20 години на политичката сцена исклучително и единствено пошто е предпознатлив е по негативните политики во кои што учествувал и негативните процеси во оваа држава, така да Стево Пендаровски не го гледам воопшто како никаков фаворит новие избори. Околу анкетите што веројатно ги имат и едните и другите, ќе ве прашам и вас подоцна. Што покажуваат тие според она што вие го знаете? Мислам, сите видовме неколку анкети кои што анкетите покажуваат водство на професорката Силјановска во однос на Пендаровски, во однос на сите граѓани во држава, а ако зборуваме само за кај македонските поетникум гласачи, тогаш таа предност е многу голема и е двоцифрена. Но исто така значи на кои анкети тоа го базирате, на ваши партиски, мислам, значи оние анкети кои што ги правиме за потребите интерни на партијата. Од друга страна исто така е значено да се напомене, а тоа е огромниот рейтинг кој што го има и кандидатот господинот, тоест професорот Блери Мрека, кој што исто така е значено да се има во предвид кога нели би се правила некоја антиципација и предвидување за тоа како би се одвивале изборите. И јас сум сигурен дека и Кирацовски тоа го знае, меѓутоа како што кажав пред малку, сигурно дека тоа нема да го каже пред граѓаните и дека во очи сега на некои 2 недели пред Добро, видовме и некои јавни анкети кои што беа објавени. Ве молам вас за коментар, Кирацовски. Видите, гротескните изјави и обидите за себе храбрење ќе ги оставам на мојот колега Јарушев. Прво сакам да истакнам дека времето на анкетите од Институтот Павел Шатев, кој што ги правеа мојот колега и неговата партија до пред 2-2,5 години, повеќе не врват. Периодот кога куририте го крира јавното мнение во нашата држава, исто така е заминато и граѓаните повеќе не веруваат на она што политичките партии го презентираат. Ние според официјални јавни анкети кои што имаат свој репрезентативен примерок, а не примерок интрапартиски, водиме меѓу 6 и 8% во овој момент. И тоа јасно му е целото граѓанство, не зборуваме само за македонскиот или за ниво на нашата држава, независно дали станува збор за граѓани македонци, албанци, турци, власи, роми, срби, бошњаци или сите останати. Оваа кампања ќе биде борба на идеи. Се надевам и од другата страна. На сите им е јасно дека кандидат кој што претендира да стане председател на нашата држава, се уште го нема осудено. Настанот на 27 април 2017 година ги нема предусловите за таа функција. Додека ние зборуваме за евроатлантската интеграција, од која неделат на некој начин месеци, мојот колега и неговиот кандидатка за председател на нашата држава се обидува да го ревидира законот за специјалното јавно обвинителство, каде што десетици функционери од ВМРО ДПМН се инкриминирани и се опфатени со тие судски постапки. Додека ние се бориме да ја продолжиме на некој начин патеката кон евроинтеграцијата, тие најавуваат дека ќе го побијат и ќе го ревидираат договорот од Преспа. Немаат ниту одлука, ниту став, ниту најава што би правеле ако утре или други ден станат власт или ако евентуално тој 1% шанса господјата Силјановска да победи, да се оствари на некој начин, иако ни теоретски не практично е возможно, немаат ниту план, ниту став што би правеле од утре. На граѓаните денес им е наполно јасно кој е вистинскиот кандидат кој што обединува, кандидат кој што ја води државата напред. Од друга страна, можете им е јасно кој е кандидатот кој што сака да ја затвори и да ја стагнира нашата држава и да ја чува во минатото
на кое што му одговара на оние кои владеа до пред 2,5 години. Тарвари нема Да, да се да, ќе го вклучиме, секако ќе оставиме да се простор за сите, не се Нема проблем. без Еве проблем, не се веќе крие. не знам колку дебати сме имале со Кирацовски, познатите флоскули еве и сега едно 10 минути ги објаснува. Нивните се на репрезентативен, а нашите се на нерепрезентативен примерок. Ние не знаеме како се прават анкети и затоа ние сме бунило, а Павел ние Шатер се знае. не те прекинав ниеднаш, мислам. Дај стварно да го задржиме нивото. Мислам дека можеме да дебатираме отворено, нели? Да, не, можеме, да, упадиците како такви не, меѓутоа слободно ако имате нешто да си кажете и прашате, слободно надевам тука дека нема не да биде има проблем. фокусиран. Повелете ја Може нешто. да- дозволувам и вам. слободно. Може? Апсолутно. Благодарам многу. Значи, се небулозни воопшто нема да ги коментирам. 27 април и Гордана Силјановска Давкова. Ти предложив, еве, ти си земам за обврска овој пат, на вистина ти ги пратам изјавите и настапите на професорката Силјановска во однос на 27-ми. Стварно не можам да разберам. Претпоставам дека имате тим во СДСМ со кој што се спремате за овие настапи. Ама поише ми изгледа кој еве ти 5 флоскули, аз си утесно напаѓај со овие, другото не е битно. Нема да го коментирам и тоа. Меѓутоа, да зборуваме, односно самиот Кирацовски каже, ние зборуваме за евроатлантски интеграции. Да, вие само зборувате за евроатлантски интеграции. Нити Само знаете зборуваме. што треба да направите, нити знаете како да го направите, нити имате исполнето било кој од условите кои што ви се побарани. Значи, единствено што правите, само зборувате. Ако го зборувате, а не исполнувате, тоа, мислам дека целата македонска јавност знае како се вика. Оно Добро. што е битно Уште во овие избори, само ако дозволите да дозавршам. Од една страна имаме кандидат Гордана Силјановска Давкова, еден од најценетите и најдобрите универзитетски професори. Убедливо можам да кажам како нејзин студент дека станува збор за најдобриот експерт и познавач на уставното право и политичкиот систем, меѓународно признат, кој што секогаш, ама секогаш во изминатите 20 на 30 години, секогаш била на страна на Република Македонија и секогаш ги бранела интересите на државата. Од друга страна го имаме Пендаровски, кој што како напоменав, во изминатите 20 години единствено има учествувано у најнегативните процеси. Човекот кој што кампањата своја ја почна на еден очаен, катастрофално очаен начин, каде што тврдеше дека бил пратен од странски служби. И сега знам дека тука Кирацовски ќе каже да, странски служби, вие се поврзувате. Да. Меѓутоа тоа се Може да флоскули кажете само кои што кои се тие едноставно не најнегативни го користат. процеси во кои учествувал, чисто да знаеме за што дебатирате? Почнете од последниот што беше со Преспанскиот договор и уставните измени, целиот криминален начин на кој што тоа го направија. Вратете се нешто порано на пржинските влади и формирањето на СЈО и делувањето на СЈО како маша во рацете на власта само против ВМРО. Да се вратиме поназад, може би треба и на територијалната поделба. Значи, од кога е во политиката учествува само во штетните последици, а при тоа цело време е дел од власта. Без разлика кој е на власт. Да, уште само да одговори и после одиме со Тарамари. На колегата Јанушев најверојатно не му запишале и треба да знае дека специјалното јавно обвинителство беше формирано во согласност со сите политички фактори и партии, 4 клучни партии во нашата држава, меѓу кои вашата. Меѓутоа не се. Не само зборуваме, туку и тоа како делуваме и имаме резултати. Од земја која што беше на последното место по слобода на медиуми, слобода и права на нашите граѓани, направивме држава за пример. За само година и пол го решивме деценискиот спор кој што не донесе пред портите на НАТО и Европската унија, ние де факто сме во НАТО алијансата, ги избегнавме сите оние аномалии кои што екзистира за време на вашето владење. Вие над 500 милиони евра потрошивте за камен и бронза, ние трошиме за нашата социјала и за инвестициите и за компаниите кои што треба да одат напред. Здравството го разболивте, ние го лекуваме. Образованието го разводнивте, ние го правиме да биде поквалитетно. Во ваше време секој новородече се раѓаше со над 2000 евра долг. Ние долгот го вративме и државата и од финансиски аспект и од аспект на демократија цели напред. Добро. Ќе ви дадам прво Нема, Тарамари, малку нема смисла. Значи гледаме една сосема спротивставена слика, една розова слика за Македонија како држава, демократија, економија и така натаму, и една која што ја представува опозицијата како сосема руинирана. Каде вие ја гледате и како вашиот кандидат во тие насоки ќе се снајде во целата ова изборна јас трка? мислам дека по квалитет нашиот кандидат е меѓу
ако не речам и подобар од сите други, меѓутоа во оваа држава за жал е хендикеп прво да си член од малцинството како кандидат и второ да не си еден од двете поголеми партии. Са за феноменот МВР, ја сакав малце да коментирам со господинот Кирацовски, точно тој феномен се случуваше. Меѓутоа, актори на тој феномен беа Сашо Мијалков, Амди Бајрам, Дзинго, Камчева, Тодоров, Али Амети, Мендух Тачи, тие се сите со вас, за жал. За жал, и не очекуваме искрено, дали се сеќавате 2016 по анкетите ВМРО беше 2 пати повеќе од вас. Народот молчеше и излезе ги казни ВМРО. Мислам за бившото ВМРО, ви даде гласови на вас и сега се случува ист феномен и со вас. Вие немате ни нула од реформи. Германските инвеститори кажаа дека во Македонија условите за инвестиции се нула. За камен и бронза, креаторот на камен и бронза во Скопје 2014 е ваш пратеник сега. За здравството... Кој извинете? Камчева. Елизавета Камчева е со вас. Таа е креатор на... Елизавета Канчевска Милевска. Милевска, бившиот Знам дека е министер. со нас, каде е со нас? Во ред, оке, извинете. Јас така знам, еве, за здравство. За здравство, значи, политиките на Тодоров не се сменети. Тодоров е сега меѓу поблиските луѓе на СДСМ. Да не, концептот Тодоров продолжува преку Филипче. А кога вие бевте, го променивте малку системот? Кирацовски, ја бев 100 дена. Знам Ја дека бев бевте 100 дена 100 и Ири излезе со Знам дека кој е бевте 100 најдоброто дена. министерство. И најдоброто министерство беше здравство. Знам За дека 100 бевте дена. 100 дена. И кога знаевте дека ќе се кандидирате за градоначалник на општината Гостивар, требаше Не со време честно и поштено пред планирав Кирацовски граѓаните да се да не се кандидира. нафатите, да Меѓутоа- водите еден од најбитните Не. ресори и да го ставите туку така. Добре, Јас знам и некои подлавински Добро, и подлавински кажете информации и подлавински за време на информации. вашето функционирање Да, таму, а меѓутоа може не е да ја коректно, вратиме- не е коректно да ја да вратиме инсинуирате, на не е коректно дебатата, да да. инсинуирате. Значи, Да ја вратиме дека- дебатата на темава, на темава во однос на обвинувањата што ги кажа Не, ја ви кажувам Таравари. факти. Да, во однос Втора на работа. пратениците со кои што Здравство- сега коалицира СДСМ. Тоа беше Здравство, можеби по ја не сакам да навлезам, суштинско во нека темава. каже, ја не планирав да се кандидирам во Гостивар, се кандидирав од моментот кога СДСМ покажа дека со ДУИ мора да бидат. Може би и бројките биле. Ја тогаш одлучив да одам и ДУИ да го победам во Гостивар и го победив. Инаку не можеше да се победи. А инаку немав никаков план да се кандидирам за кандидат. Образование, ве молам, кажете ми што направивте во? Уништивте. Па Груевски не се случило да земе ингеренции на некој градоначалник 2 пати. Кажете ми на еден градоначалник. Значи тоа што беше најлошо, вие знаете што правите? Не сте свесни во народот што зборуваат. Вие сте Амди, вие, Мендух, Али, Дзинго, Камчева, Тодоров, Сашо Мијалков. Па сите сте здружени, само ви фали уште Груевски. Земете го за министер за финансии или како советник за финансии. Сака да кажете дека коалицијата на СДСМ со ДУИ Па, и индукција- оваа мини коалиција со дел од Младен, пратениците Младен, на ВМРО постои ДПМН еден- ќе им создаде проблем во претседателските избори на Постои СДСМ. еден феномен. Ја Ја гарантирам. Чисто да појасним. Значи, Независна пратеничка група на ВМРО Пендаровски ДПМН. ќе Ама се на земеше СДСМ. седе... Има еден феномен, Младен, во психијатрија се вика индукција. Значи, ДУИ е дел од режимот, против кој се боревме и јас и Кирацовски и многу други луѓе, мислејќи дека ќе останеме и ќе почне друг начин. Значи, беше живот за сите. Што се случи? Дел од режимот мораше да остане, немаше опција, мораше ДУИ да биде дел од владата, а тоа е канцер на општеството, почна да метастазира низ СДСМ, да ги доближи луѓето кои што беа најстигматизирани луѓе, да речам најнегативни луѓе од режимот, и сега практично ја не знам дали имаме огромна разлика, иако Преспанскиот договор може би е единствената светла точка на оваа влада, инаку друго не гледам. Да. Нека ми каже, еве, господинот Кирацовски, едно место кај што имаат направено една реформа. Добро, одговор има од Кирацовски, па ќе Законот за високо образование, законите за високо образование спроведени од министерката Да, само да Рената одговори на Десповска и директните од сите нас обвинувања, кои па сме вие. пратеници не беа доволно реформи. Во што се Меѓутоа не разликува се. Кирацовски, ве молам, во што се разликува? Одземањето на вашите ингеренции во делот на образованието, не ги знам деталите, најверојатно има сериозни причини, меѓутоа и јас лично, искам да ви кажам, не се согласувам со одземање на ингеренции на градоначалник кој што ревносно си ја врши својата обврска. ДУИ Ја заедно немам со вас информацијата дали ја немам што информацијата се дали Собрански прашања се пред извинете недела дали се дена. заедно или Добро. сепаративно, само да знам. Ако се кажуваш ако само се дојдени нешто заедно колку да во го тим, да знам на кажеш. кој начин да се однесувам.
Второ, Елизавета Канчевска-Милевска не е наш пратеник. Таа е пратеник во собранието на нашата држава, номинирана од ВМРО ДПМН, која што гласала за уставните промени. Добро. Амди Байрам и Али Ахмети, како што кажавте, Добро. се пратеници Се во во коалиција со собранието вас. и ја избрале владата Меѓутоа, на се во нашата коалиција со држава, вас, така? но не се во МВР. И тоа е главната разлика меѓу вашиот концепт и мајнсет, и нивниот особено, и нашиот. Аха. Денес министер за внатрешни работи е Оливер Спасовски. Истиот и трет- Оливер Спасовски не е ниту Гордана Јанкуловска, не е ниту Митко Чавков. Сите ние заедно не сме ниту гарнитурата која што владеела Ја во колку што минатото. знам, Сашо Мијалков беше главен на тие МВР опции и концепти. Апсолутно. И тој беше е сега главен. близок до вас, ја колку што знам. Видете, ако се служиме со разноразни шпекулации и манипулации, тогаш не знам да одеме Добро Може, де, надвор во оваа емисија и да се дискутираме. Ние гледаме и од СЈО, да на си- крај да си заврши дискутираме резултатот разноразни за муабети СЈО, само профани. Бедредин Ибраими е крив. Сега Никој ќе друг. Добро. одиме на тема по тема. Мавара и Повелете, Златако ќе ги Јануше запри. постана Само тука што должен. Неколку работи Мавара. кои што сакам да ги напоменам, што останав должен од персоналната дискусија, само уште еднаш да се потврдат тезиве кои што ги изнесуваме, кои што Кирацовски се обидува да ги манипулира. Еден извадок краток само, вака на брзина ќе да го публика ќе потсетам. суди. Се согласувам тука. Инфраструктура. 3 милиарди евра ветнуваа за патна инфраструктура. 600 км нови автопати, 550 км нови магистрални патишта, 1200 км нови локални патишта. Пругата кон Бугарија вети дека ќе ја завршат, ќе спровеле гасификација во државата и секако нов автопат Требениште-Струга. Значи, ако некој има информација дека 1 метар од ова е направено, слободно нека демантира, ама не сами каже Кирацовски како праве или планираат. Нека даде доказ со слики, со се дека тоа е направено. Значи, ова нема ништо. Во економијата, во првите 6 месеци ќе направиме поврат од 15% ДДВ. 2 години се поминати, нема ништо. Ќе донесеме просечна плата од 500 евра. Далеку никад нема да го реализираат. Ќе ги зголемиме платите во јавен и државен сектор. Не е реализирано. Ќе ги намалиме јавните давачки. Нешто не ги намалија, ги зголемија и утепа уште толку економијата. Многу работи имам да прочитам. У здравството 100.000 денари плата на лекарите. Само во изминатата година се иселени негде Добро. над 1200, Ова, 1300 да, и сепак лекари. Дозволуваме многу е дебатава битно, да се само- шири, меѓутоа ова се сепак председателски Само- избори, само каде што без- ќе мора малку да се враќаме на поглобалните теми. А за Шадиковски, ова може да се само одговори. уште едно би сакал да кажам. Целосно бесплатно болничко лекување. Тоа им беше ветувањето, а сега излезе пред некој ден министерот и кажа дека све ќе дадат на јавно-приватно партнерство и се ќе приватизираат. Значи, ја отворат уста, Тоа не е а точно, изманипулираат. Тоа не е точно. Значи, манипулираат. знаат само да зборуваат, знаат само да ветуваат, ништо не реализираат. Значи, Прво сакам да шајка истакнам- немаат заковано, немаат набавено. Ако имаат набавено, имаат украдено. Ништо. Благодарам. Значи, по Можност да неспособна одговори на влада, ова неспособна обвинувањата, политика, Рамо. значи не Извинете, постои во држава. зборувате за ВМРО ДПМН. Кирацовски многу добро знаеш што тогаш зборува. кога се профитираше од 5% провизија од кинезите, кога над Докажете, 500 Кирацовски, милиони, кога над покренете па 2 дозволете- години сте на власт, докажете дозволете и кажете специјалното зелен. јавно обвинителство да Каде е- функционира каде и за се поставките парите, после кој ги украл 30 јули парите, кој ги 2017 зел година. парите? Ништо не докажате. Што докажате? Ајде заедно да се Мерцедесот го сложиме докажавте. специјалното јавно обвинителство да може да функционира Се како посебно согласувам. оделение Зошто не во ги јавното прифатите обвинителство. принципите на Европската унија, на И Европскиот суд за човекови аудио права? снимките ќе ги прифатиме. И аудио снимките прифатете ги, ќе има договор да тогаш. можат да важат Еден и да месец можеме да го се прочитаме служиме Ајде со да се истите фокусираме само молим од те, тема ајде. која има индици за сите они инкриминирани Поставивте действија. неколку точки Само кратко, кои што автопатишта се бе прават, обвини. автопатишта се прават и се обновуваат и то токму оние за кои што предходните Кој бе Кирацовски? Кажи Предходните- кој? Речи Струга, предходните министри Требениште, и не знам, премиер- и Охрид, премиер. Струга. Кажи кој? ги погрешија, ние ги исправаме и ги дотеруваме. Ефтината тарифа на струја ја вративме. Радиодифузната такса ја укинавме. Минималната плата во нашата извини, држава забори. изнесува 12.000 Вративте по 100 денари на За луѓето, прв им пат зедовте после по година и 2000 пол, за денари, прв пат молим после те. година и пол имаме просечна плата од околу 26.000 денари. Повторно За не ги прв гледав пат, за статистиките. прв пат Повторно не ги гледав 6.700 денари. статистиките. Земаат На пауза, стечајците, отвори на земаат Министерство на финансии, стечајците види колку кои е што платата вие не просечна. успеавте за 12 години да ги удоволите. За многу скоро, од идниот месец, ќе се исплаќа социјалната пензија. 100 евра за секој оној кој што навршил 65 години, а нема право на пензија. Нема право на пензија. Укинавте. Не го укинавме законот за трето дете, туку е реконципиран за да има поголем Само за ефект социјални кон случаи. новороденчињата. Добро.
Добро. Не ви е Ајде битно сега тоа ќе дека поставиме наталитетот е катастрофа во Македонија, не ви е Апсолутно битно. ни е битно. Да одиме Ако ништо не И е со битно. Да севкупната одиме клима сега тема која што по ја тема. подобруваме, Тема по тема да одиме, Ќе од биде овие што евидентно. се битни за иднината. Мислам, сите овие прашања се многу важни и битни, меѓутоа сепак се претседателски избори и мораме да ги фокусираме на поглобалните работи и елементи кои што се важни за државата, а кои што се важни и во однос на Европската Унија и на НАТО. СЈО во тек се преговори, главно помеѓу двете најголеми партии, бидејќи во останатиот дел се уште не се вклучени во тие преговори. Таравари, ќе тргнам од вас. Имаше еден предлог од СДСМ и ДУИ, на кој што ВМРО одговори со голем број на амандмани, кои што веројатно го менува суштината на законот и на постоењето. Како вие гледате на Ние сме СЈО? децидни. Ние сме децидни, значи како што било и во Пржинскиот договор и нашиот председател на партијата, значи господинот Села, се видел и со министерката за Десос. правда и со премиерот и кажал дека ние стоиме на тоа да СЈО продолжи со работа. Не зборуваме за имиња кои ќе бидат значи кои ќе работат во СЈО, меѓутоа мора да важи. Добро, но дел од политичките Немаме актери спорат со имињата поради за тоа што жал- сметаат за дека жал, тие го изгубиле нивниот ние професионален мислиме дека- кредибилитет, ние како мислиме- ВМРО на пример. Ние мислиме дека полека не ја одговара за жал и на СДСМ. Тие инсистираа на СЈО бидејќи не веруваа на јавното обвинителство. Општото јавно обвинителство и сега сакаат да најдат начин како да ги амнестираат нивните ортаци. Значи од ДУИ. И ние стоиме на став дека мора да Вие продолжи мислите СЈО. дека со решението што го нудат СДСМ и ДУИ ќе се Апсолутно. амнестираат Целта е, од ДУИ? видите, Младен, многу е јасно. Кажете ми еден судски процес кој што е Но таму се завршен вели дека треба да продолжи да работи СЈО со се сите само започнати со нови материјалите поставки. да важат до одреден момент. Зошто да важат до одреден момент? Можеме сите да се разгледуваат. Предпоставувам дека тоа беше некаков тип на компромис што требаше да се направи со тоа го бара ВМРО ВМРО ДПМН. Не, и вие барате, значи СЈО да биде дел од општото јавно и да функционира на истиот начин како и до сега. Повторно во став 105, член 105, четврта алинеја стои дека барате да се ограничуваат. Тоа го разгледавме во нашиот сектор за правда. Да, Повторно кога- ги ограничувате до овој момент да важат и после тоа предмети што не Да се се отворени користат како индиции. и за едни предистражни и истражни и после постапки. тоа да не се користат. Зошто да не се користат после тоа како материјал Но не го бараме ние тоа. Тоа го бара ВМРО ДПМН преку нивните амандмани. Кирацовски, ја ви кажувам дека законот за јавно обвинителство кој што е доставен во парламентот, кој што и ги имаат нашите двајца пратеници, заедно со секторот за правда го отворивме. Отворете член 105, став 4, прочитајте. Барат ние и ако оди тоа, ако биде некој компромис, да тргаме ограничување на важење или користење на прислушкуваните материјали. Значи, ние мислиме дека СДСМ работи да ги спаси своите ортаци. И не се согласуваме во тоа. Треба еднаш, за секогаш, да се постави цел и да се постигне тоа. Значи, да почне да Ќе функционира дадете правната поддршка држава. на законот што го нудат СДСМ и ДУИ во собранието, доколку евентуално не се договорат со ВМРО не таков ДПМН? начин. Прво е зошто не викаат никој од опозицијата албанска. Значи, прво седна, разговараа со ВМРО и СДСМ, не најдеа, значи, решение, тоа ќе се изгласано без воопшто да ги прашаат албанските партии, после свикаат ДУИ и сега не свика и нас да не прашаат, ние инсистираме СЈО да постои вака како што е, Но без тие меѓутоа незината рестриктивни работа да не биде ограничувања ограничена, некои, да биде како институција самостојна. Тоа што го кажува и меѓународниот фактор, Добро, ова јасно е имаше сосема вчера. спротивно од тоа што на пример го бара ВМРО ДПМН или не е сосема, но е спротивно во голем дел. Јанушев, поднесовте амандмани, концептот ве молам на кратко објаснете него Ќе што го бара ВМРО ДПМН. Само една реченица. Концептуално, она што го зборува Таравари во иста линија во она што го бара уствари ВМРО ДПМН се разликува Да важат само начинот бомбите и понатаму? Да се доискажам да завршам. Добро. Се разликува како до тоа ќе се дојде. Значи ние сметаме дека треба орган кој што ќе прогонува висок криминал, организиран криминал, да покрива буквално се. Имаме три принципи на кои што бараме да се заснова понатамошното функционирање на обвинителството. Само да подсетам дека согласно Уставот на Република Македонија, значи не може да има паралелни обвинителства во една држава. Тоа нигде во свет го нема и е сосема спротивно и самото постоење на ова СЈО на начин на кој што е направено. Меѓутоа не се,
Тоа е направено, биднало како биднало. Сега сме пред ситуација кај што треба да ги исправиме тие неправди, кај што треба конечно да почнеме да се залагаме и не само декларативно, туку и со пример за почитување на правото и правната држава. Кои се тие три принципи? Прво, бараме целосно да се имплементираат меѓународните стандарди во обвинителскиот систем. Зошто? За да не дозволиме повторно градење на квази институции, ние тука да бидеме тест за морчиња, за да пробаме дали нешто функционира или не. Ќе видиме како функционира, ќе видиме како е тоа направено во меѓународни, согласно меѓународни стандарди и исто на тој начин да функционира и тука. Вториот битен принцип е принципот на заштита на човековите права. Да се применат насоките што се дадени од Европската комисија и од Комитетот на министри при Советот за Европа, да се почитува декларацијата за човекови права, да се почитува праксата на Европскиот суд за човекови права, значи сето она што е кажано и напишано таму. Повторно, не ние да бидеме тест за мрчиња и да дозволиме кој што сака да прави со нас, туку да земеме пракса што веќе функционира секаде во модерниот свет. И третата работа која што бараме е изборот на јавниот обвинител да биде по предлог на опозицијата. Еве, бидејќи се плашат СДСМ тоа да го прифатат, нека не биде од сега, нека биде за 6 месеци од сега, нека биде за година дена од сега и нека биде трајно решение. Не сваќаме зошто тоа е неприфатливо за нив. Меѓутоа, само уште една реченица за отпочнатите истраги кои што се после рокот, какво е вашето значи, барање? Секој што има сторено криминал во оваа држава треба да одговара. Меѓутоа, не некој да истражува само што се случува последните 5 години. Да истражат се претходно. Зошто да не го истражат Глобал? Зошто да не го истражат ТАТ? Зошто да не ја повторат постапката кај што го видовме Заев како бара подкуп по 1 евро за вицето? Или тоа можеме да оставиме на страна с тоа што се власт. Тоа е обврска на основното јавно обвинителство. Значи тоа е обврска на обвинителството, тоа е обврска на судот и сите видовме, и знаеме што видовме и знаеме како сето тоа заврши. И ако ми тврдите дека тоа е исправно, тогаш имаме сериозен доказ дека нити сте за право, нити сте за правна држава. Јас во контекст на специјалното јавно обвинителство и ќе ми простат и граѓаните и моите колеги што ќе употребаме една стара македонска изрека во овој контекст, меѓутоа ВМРО ДПМН од СЈО бега како ѓавол од крст. Тие несвесни дека сами го прифатиле специјалното јавно обвинителство и учествувале при изборот на господјата Катица Јанева како специјален јавен обвинител, денес фрлаат со дрва и со камења по се она што специјалното јавно обвинителство го спровело, а е во интерес на граѓаните. Специјалното јавно обвинителство има обврска да работи на сите криминални дејствија поврзани со аудио снимките кои што ги добиле. Законот за специјално јавно обвинителство е пред се многу важно за градење на правната држава. Пред се многу важно за градење на правната држава и особено е важно за нашата интеграција во Европската унија, а ако можам така да се изразам и попрецизно за добивање на препораката за отпочнување на преговорите со Европската унија. Она што е многу битно е што специјалното јавно обвинителство во еден поранешен мрачен период за нашата држава беше острово на светлина, на демократија и на пркос на криминалот и корупцијата заедно со ние кои што бевме во опозиција. Имаше луѓе, над 12 обвинители, заедно со нивните вработени од тимот, кои што пркосеа на режимот кој што беше и тоа како опасен дури и по нивните животи и по нивните семејства. Тие наши сограѓани истапија чекор пред сите, заедно со сите нас, и стигна до одредени решенија кои што вам не ви одговараат, му одговараат на нашата држава. Во овој контекст, ВМРО ДПМН единствено што бара е комплетно да го укини специјалното јавно обвинителство, да не постои. Овие кадри во кои што целата наша држава вложи тоа како средства, преку овој закон кој што ние денес го предлагаме, е комплетно прифатен од меѓународната заедница, тие сакаат комплетно да се промени со амандманите кои што ги поднеле со називот на Република Северна Македонија, иако се обрнуваат на и се навраќаат на ревидирање на договорот од Преспа, а тоа нормално ниту сакаат, ниту можат, ниту им оди во прилог. Меѓутоа, новиот закон за специјално, новиот закон, и вам ви е незгодно, меѓутоа, гледам дека при поднесувањето на амандманите, гледам дека ликувате на Република Северна Македонија. Кандидатурата на господина Сијановска е преку апликација со Република Северна Македонија. Дај да се вратиме на СЈО. Зошто таму не заведете Република Македонија? Зошто таму не заведете?
И Меѓутоа, да се да ќе го навратиме на држим главниот отворено контекст. прашањето колку што Специјалното можеме и да јавно промениме обвинителство. нешто, се ќе Неопходно направиме. е да добие посебен третман во рамките на јавното обвинителство, да биде посебно оделение со комплетни сите материјално-технички ресурси кои што се неопходни за истото да може да продолжи да функционира. Аудио снимките е неопходно да се користат и после предметите кои што се започнати до 30 јуни 2017 година. На тој начин, ниту кадрите на ВМРО ДПМН кои што според вас се опфатени со аудио снимките ќе се спасат, а ниту кадрите на ВМРО ДПМН за кои што слушна целата македонска јавност ќе имаат можност да избегнат одговорност. Еден предмет за Дуиве, еден предмет. Се сложувам и јас не видов. И јас Зошто сакам да така? видам. Случајно Предмет е тоа, за само сите, независно дали од ДУИ или Алијанс или ВМРО Не, не. ДПМН. Еве, И од сега само Алијанса сакам не да била видам на како власт некој тогаш. одговара. Алијанса не била на власт. Меѓу за Дуи, како е можно сите тие предмети отворени? Значи, Дуи била комплетно чиста, режимот било само ВМРО, така? Режимот беше Дуи и ВМРО. Почитуван мој колега, Еден специјалното предмет, јавно барем. обвинителство Да. е независна, непристрасна институција. Кирацовски, И јас се сложувам дека треба да одговара Би требало барем еден. секој кој што Ја не е велам вклеан сите од Дуи се лоши. во криминал и Дали корупција, тоа? независно од партиска припадност, етникум или вера. На крај за секој. од СИО заврши само Бедрин Ибраими, никој друг. Ама на истото сме. Само ќе треба заедно да ги убедиме нашите Дали- колеги од ВМРО дали да според ПМН вас? да ги повлечат овие Апсолутно. неболозни Ние амандмани кои ќе што инсистираме. бидат укинување на Ќе инсистираме Да СИО да Вие барате Да да не се го укини фат- комплетно САјО, вие барате да не се користат аудио снимките Зашо и да не се после користат? 30 јуни 2017 година. Значи, првен, Аудио снимките се јасни индикации дека нешто се случувало. Замислете сега Кирацовски, да не беше значи, ај само само ти извинете да кратко. збориш, ја и тоа да Замислете- ќутиме ако не. Замислете Па случајот, нека те случајот рикне Чадиковски на интервју. Замислете случајот со Глобал. Да не беше започнат и инициран пред 30 јуни, а да имавме само аудио снимката. Каде што многу јасно еклатантно се гледа дека нивниот почесен председател кој што сега не е во нашата држава, јасно нарачува рушење на комплексот Космос. Ги имаме индициите, имаме докази, предистражните и истражните постапки ќе го потврдат тоа, но никој нема да одговара ако овие снимки не може да се користат после 30 јуни 2017 година. Не е така, Значи, манипулираш. има Ајде, многу, Ако има ли- многу има ли- вакви повелете, случаи. Нушев, повелете Ова е да видиме класична што- манипулација. Извинете, Значи, може да се користат снимките за сите значи, предмети кои што не се класична започнати до манипулација. 30. Ако Ќе има- можат. а- Според вашите амандмани. Значи, една Кирацовски, индиција, ќе друга ве е молам да доказ. го оставите Јанушев да одговори. За се што има доказ дека Меѓутоа, веќе некој да одговара, манипулира. нити ви треба СЈО, нити ви треба било што. Има јавно обвинителство. И ако има докази дека некој сторил криминал, да, треба да одговара и сум прв за да одговара. Исто кој што ќе одговараат сите што сега го кршат законот. И за тоа збор ви давам. Меѓутоа, да правите вакви манипулации и да поврзувате и да мешате работи кои што веројатно воопшто не сте запознат како што треба. Изгледа не ги Значи, веројатно сваќате. Изгледа не ги сваќате. Изгледа аналогијата не ја Добро, свативте. постои ли Може точка ли на да која што много се аудио може снимки? повелете, да. завршам? Па не, пошто се да не поднесува сакам- Кирацовски да е Не водител. сакам да манипулирате со јавноста, Кирацовски го мешајќи оставиме разни Јанушев нека ја инсинуации. докаже па ќе Може ли одговорите сега? ако Ајде. имате нешто. Значи, уште еднаш ќе повторам. Одиме чекор понатаму. Се што има криминално дејствие, било кога во оваа држава да е направено. Тоа го бараме. Ако не сакаат да го прифатат, тоа е друг муабет. Тоа е Добро, сосема но друго. Дали тоа што го барате е возможно и според постоечките закони за стареност на дела и така натаму? Па ако направиме известна промена во законите и ако одиме на тоа дека принципијално си имаме договорено дека треба да се отвори изборниот законник и таму да се реагира во многу делови, тогаш секако дека е возможно. Сакаме да расчистиме со криминалот. Ајде да расчистиме со криминалот. Они не сакаат да расчистат со криминалот, пошто расите им се прљави. Они сакаат да расчистат со ВМРО ДПМН. Тоа нема да им го дозволиме. За жал, 2 години СЈО, за жал, ја не гледам некој предмет процесуиран. Дури почна и кредибилитетот на СЈО, искрено го зборам ова, наискрено, кога побара амнестија за Мијалков и друштвото, не знам, имаше нешто да се гласа тогаш, мислам дека барем СЈО беше институција со кредибилитет. И сега полека влијајќи политиката директно врз СЈО, ја мислам дека полека почнува и тоа е типичен пример како знаеме ние од институција која е кредибилна да ја уништиме комплетно. Така и ги уништувавме последните 30 години, се што постоеше како што треба во државата ги уништивме. Но зашто мислите дека СЈО ексклузивно е виновно за тоа? Тука се и судовите, обвинителствата, Не велам СЈО, СЈО инсистираме да остане и да продолжи. СЈО како не покрена, моја лична дилема, како не покрена еден предмет за еден функционер од ДУИ.
Да, Зарем добро, толку се чисти? да, го кажавте тоа веќе неколку пати во дебатата. Има ли простор за договор меѓу овие два спротивставени става на ВМРО и СДСМ во моментов? Апсолутно ние сме Колку што Ајде, знам, пред да, нека каже еднаш па вие, последниве два да видиме. дена има така речена пауза, да кажам, преговорите. Тимовите ќе продолжат со работа и се надевам дека ќе имаме можност во следниот период да видиме како сето тоа ќе се движи. Меѓутоа, она од кое што нема да отстапиме, тоа со сигурност можам да го кажам, со овие три принципи кои што пред малку ги напоменав, да не се повторувам, и секако во нашата намера дека треба еднаш за секогаш конечно да се расчисти со се во минатото, во моментов, во иднината, што било криминално действие, криминално дејание, без разлика од кого било и како било. И на тоа обстојуваме. Доколку СДСМ смета дека истото треба да го направи, тогаш секако дека е возможно да има Очекувате следната недела да дојде до некаков договор? Искрено не Или очекувам, немате не би временска сакал рамка? да со било какви датуми, а меѓутоа од она што успеавме да го видиме, само една реченица е дека всушност Заев не сака ни под еден услов да ја даде Катица Јанева, како што кажа, знаеме неговата изјава, токму од претходно наведените и кажаните причини, бидејќи таков послушник и она што го претвори не само СЈО, туку и обвинителството и судството, мислам дека нема да најдат такви слепи послушници да ги користат како маша во своите раце. Добро. Прашањето беше Да ви кажам, на за вакви неболози. прашањето беше за дали е можен Не договор. знам ни што да одговорам, ни што да сугерирам. Она што е Општо многу познато битно е, тоа. првенствено, јас искрено ви кажам, не сум оптимист дека ВМРО ДПМН ќе прифати да се сложиме околу оние предлог законски решенија, амандмани или комплетното законско решение, кои што одат на комплетно сузбивање на криминалот кој што се случувал за време на нивното владење. Ние Точно ќе тоа прифатиме кој што го кажувам. се она што не го штити криминалот и се она што значи извлекување на криминалците пред лицето на правдата. Јас имам само едно прашање до мојот колега. Што ви смета, ако ви смета, и зошто аудио снимките да се користат и понатаму не како докази, туку единствено како индици за предистражни и истражни постапки? Зошто ви смета? Како докази? Еве нека бидат и како докази, мене не ми смета, но зошто ви сметаат? Значи, главното, Па макар и од основното јавно во ваше го обвинителство. кажано, знаете Зошто? што ми смета? Што вие сакате да раскрстите само со некој криминал што бил кога бил ВМРО на власт. Зошто да не го прошириме тоа и да се однесува и на периодот пред и на периодот сега? Немам јас ништо против тоа. Па прифатете. Ајде да го разгледуваме и тој Прифатете. сегмент, Прифатете. но да ги сузбиеме сите останати предлог видете, амандмани јас ве разбирам, кои што не сте алудираат на правник, укинување, не сте кои што алудираат на правник, не го укинување, разбирате кои што концептот и сето кои јасно. што Значи предмалце, вие многу го 10 разбирате. пати- Концептот многу го разбирате значи 10 пати на ви заштита на повторив, криминалот и корупцијата значи во вашето вака, време. И тоа како го Комитет разбирате? на министри при И Совет на гледам дека Европа. сте го напредиле. Може ли да се доискаже? Од дебата на дебата го Може ли напредувате. да Концептот на завршите? заштита на криминалот и корупцијата. Значи, да се почитуваат препораки на Комитет на министри, пракса на Европски суд на човекови права, Европска конвенција за заштита на човекови права. Значи, тоа бараме се почитува. Спремни ли сте тоа да го прифатите? Апсолутно. Па како тогаш го барате и друго? Дали сте вие спремни? Дали сте вие спремни? Добро, да дај прифатите, да завршам. Може ли? прифатите Ама еве, аудиоснимките? ислушај ќе ти биде јасно се. Ислушај ме. Може ли да ми слушаш? Ајде. Благодарам многу. Гледаме како власта се однесува. Значи, согласно Европската конвенција за заштита на човековите права, изрично наведено, вика, постапките кои се заснуваат на нелегитимно собрани докази од нелегитимен орган не можат да бидат предмет на било каква постапка во македонскиот правосуден систем. Знаете ли што значи тоа? Тоа значи да кодите директно со законското решение спротивно на европските правила и прописи, а истовремено сакате да добиете и препорака од Европската унија. Значи ви кажуваме многу јасно, многу прецизно, многу концизно. Сите овие три принципи одат во насока на доближување на нашето законодавство и приближување на можноста, односно зголемување на можноста да добиеме препорака. И вие вртите тезата на снимките. Еве ви прочитав точно. Почитувам. Јас разбирам, не сте правник, јас сум, нема тоа да го злоупотребувам, да го искористувам. Ниту тоа ви е предност, ниту мене ми е недостаток. Меѓутоа, еве ви објаснувам зошто за- е битно да се почитуваат Зборуваме за трите сузбивање на принципи. криминалот. А па со почитување на принципите ќе се сузбија целокупниот простор да одговори криминал. зашто имаме тука и трет Извинете. гостин да не го оставиме на страна.
Прво, иднината на Само кратко ве специјалното молам. иднината на специјалното јавно обвинителство е наша работа која што заедно треба да ја реализираме. Предлог законското решение е поздравено од меѓународната заедница. Иднината на СЈО според нас и според господинот Таравани, ако успеав да го сватам во тој дел, е иднината да биде во јавното обвинителство како посебно одделение каде што аудио снимките кои што јасно алудираат на сериозен криминал, независно дали станува збор за функционери од ВМРО ДПМН, од СРСМ или од било која друга партија, да бидат евидентни и да се користат и дуи пред се и над се нека бидат дуи ако ви одговара или од Алијанса на албанците, да бидат евидентни, да може да се користат како јасни индици. Тоа е наша работа која што заедно мора да ја спроведеме. Може да се сложиме околу тоа. Значи, јас само што кажав кои се нашите стави, кои се принципите, Благодарам, како се скоро да ја тоа донесам законот работните веќе на групи крај. ќе продолжат со работа. Тука, благодарам, тука правиме кратка пауза за реклама. Таравари, во однос на Преспанскиот договор, претпоставувам вашиот став е прилично јасен, но тој отвори вратите на Македонија кон НАТО, се подотворија и вратите кон Европската Унија. Многу работи веројатно ќе зависат и од тоа што претходно го дебатиравме во односот на СЈО и сето друго. Каков е ставот на вашиот претседателски кандидат, односно на претседателскиот кандидат кој што вие го поддржувате? Апсолутно, значи тој е независен кандидат, ние го поддржуваме, меѓутоа и како опозиција албанска и како кандидат знам дека во програмата стои единствена светла точка на владата која што е формирана пред 2 години е Преспанскиот договор, без никакви забелешки, бидејќи нема друг пат кон НАТО и ЕУ. И искрено ова е решение кое што не можеше да се постигне последните 27-8 години. Видете, без никакви забелешки, ја мислам дека треба сите партии во Македонија, значи нема друг пат за НАТО и ЕУ без договор меѓу Грција и Македонија. Јас знам дека тоа е болно прашање за повеќето наши сограѓани македонци, меѓутоа за жал таква е ситуацијата и немаме друга опција освен да се најде некакво решение. Стоиме позади решението и претседателскиот кандидат, дури прва точка во неговата програма е поддршка на Преспанскиот договор. Јанушев, наспроти ова, ставот на претседателскиот кандидат што го поддржува ВМРО ДПМН е дека договорот не е добар, дека би можело да се направат некакви измени, меѓутоа останува да виси што и како би направил вашиот кандидат доколку победи на претседателските избори во однос на Преспанскиот договор, а се разбира да не ги наруши овие веќе востановени бенефити кои што тој ги донесе, како што се НАТО или од Европската Унија. Пошто немаме став, нели, за се во врска со договорот и уставните измени, еве по не знам кој пат тоа немање став ќе го артикулирам. Многу јасно од самиот почеток кажавме дека е неприфатлив и дека никогаш нема да биде прифатлив за нас. Она што ќе се обидуваме да го направиме и се надеваме дека ќе успееме, можеби во некоја подалечна, можеби во некоја поблиска иднина, преку новиот претседател на државата, професорката Силјановска, пред се да го држиме прашањето отворено, како внатрешно, така и надворешно. Во кој обем, на кој ниво, кога ќе може да се случат или евентуално да очекуваме да се случат одредени поместувања во однос на ова прашање, во овој момент веројатно никој не може да ви даде. Меѓутоа, она на што целиме е да не го затвориме прашањето на начин на кој што го затвори СДСМ. Значи, договорот брише се што е македонско, договорот порекнува се што е македонско. И колку и да сакаат да кажат дека не е така, еве вчера имаше еден текст кој што излезе од страна на Европскиот совет за надворешна политика, каде што во целиот текст се употребува називот Славс. Нигде нема спомнато македонци. Во минатото никогаш не беше така. Имаме нота примерно од Грција, исто така кој што му кажуваат што и како треба да прави на министерот за надворешни работи,
и уште многу други работи кои произлегува. 136 институции во Македонија го сменија своето име. Значи тоа што го зборувавме пред потпишување договорот дека ќе се промени институционалниот капацитет, со истиот Кирацовски седевме, мислам дека и во вашава телевизија, каде што му ведуваше дека тоа не е така, дека институционален идентитет е и измислена работа и слично. Меѓутоа, се она што го кажавме претходно, сега се остварува. Добро. Како ќе бидеме пишани во пасошите и слично. Во рамките на страна, само една правниот промет и во рамките на онаа комуникација, дали ќе го почитувате вашиот председателски кандидат новото уставно име? Председателскиот кандидат јасно, прецизно, концизно си го кажа ставот во однос на користењето. Јас не сум тука да ја бидам потпарол на професорката Силјановска, ќе има можност, ќе гостува, ќе имаме дуели, се надеваме дека Пендаровски нема да бега, ќе си го каже она што сака да си го каже, програмата исто така ќе ја презентирам. Меѓутоа, она што е исто така многу битно да не го заборавиме е дека во 2016 кога излегува на изборите, се колна дека се тоа нема да го направат. Значи класични манипуланти, значи класично манипулирање со јавноста. И токму затоа ќе ги поразиме на овие избори, затоа што на сите во државата им е јасно дека си имаат работа исклучиво со луѓе кои што манипулираат и со луѓе кои што го потценуваат сопствениот народ. Мене искрено многу неискрено ми изгледа ова, Јанушев. Значи ние имаме устав кој што е сменет, кој што е изгласан во парламентот, без разлика каков, со 80 пратеници, и вашиот кандидат е сега кандидат за председател на Република Северна Македонија. И ако ние не го почитуваме вие, веќе не сте сериозна партија. Ја мислам дека ова треба да го затворите. Колку што повеќе зборите за ова во кампањата, толку повеќе губите и кај народот и кај меѓународните пријатели. Знаете дека единствен пат и вие бевте готови, сме ги слушали тие разговори, да смените име и нема друга опција. Ја мислам дека би било искрено од ваша страна да не го зборувате ова, бидејќи испаѓа многу неискрено кај граѓаните. Можам да се согласам дека не се согласуваме таравари. Ќе биде неискрено кога го преќутиме, ќе биде неискрено кога кажеме нешто сосема друго. Дали го почитувате уставот на Република Македонија? Уставот во изминативе 30 на години е менуван повеќе пати. Никој не спречува. Во моментот ово е уставот Република Северна Македонија. Дали го почитувате уставот? Никој не може да тврди дека во иднина, можеби не по 5, може и по 20 години. Тоа исто кога да прашам, нели го почитувавме уставот кога го направија СДСМ тоа што го направија со референдумот на тотално неуставен и незаконски начин. Дали се почитуваше уставот кога се тргуваше со пратениците и се гласаше на начинот на кој што се изгласа? Дали во многу претходни постапки кога се бираше председателно собрание се почитуваше устав? Актуелно ние имаме устав. Имаме устав кој што треба да се почитува од сите граѓани. Или не се кандидирајте за... Не ве прекинував. Значи, вие всушност ме прашувате дали почитувам нешто што е направено со незаконско действие. А што е незаконско действие? 80 пратеници што извласале? Значи, прво имавме референдум кој што беше незаконски и неуставен. И во однос на прашање, и во однос на вид на референдум. Значи, референдумот не помина и не смееше да се отпочнат уставните измени, бидејќи кога е конституирана државата 91-а, првен имаме успешен референдум, а после тоа имаме донесување на сите останати акти кои што следеле. Овој пат тоа не беше испочитувано. Од друга страна, начинот на кој што се отвори прашањето за измена на уставот беше у најмала рака и најблаго кажано криминален и коруптивен. И за тоа некој треба да сноси и ќе сноси одговорност. И сега, ако ние имаме овде хартија која што е направена на силнички, неуставен и незаконски начин, јас истата нема да ја почитувам и јас нема никогаш да го прифатам новото име на државата. Оваа држава за мене е Република за председател на Република Северна Македонија. Се согласувам тоа дека ви дава легитимно право да играте на таа карта, за да се намали нашата поддршка, меѓутоа јас го кажав тоа повеќе пати јавно и ќе го повторам. Нашата борба е низ институциите и ние нашата борба ќе водиме низ институциите и дома и во светот. И тоа е наше легитимно право и тоа ќе го правиме. И нема да се откажеме ни во еден момент. Добро, ако можам да заклучам, правниот континуитет на ова што сега се направи
продолжува и ВМРО-ДПМН нема да прави чекори кои што ќе ga нарушат некако меѓународната позиција на Македонија. А Чадиковски ВМРО-ДПМН никогаш не Доколку направило... победи вашиот кандидат зборуваме. Никогаш немајте дилема во тоа. Значи, никогаш нити направило, нити ќе направи нешто на штета на македонскиот народ и македонската држава. Кога кажувам македонската држава и македонски народ, сметам на секој еден што живее во оваа држава, пошто на секој еден не му е ништо подобро денеска од се ова што не го направи, се ова што го уништија. Без разлика на се. Сите живеат полошо. Добро, да се вратиме уште еднаш на овој договорот со прес од Преспа. Бидејќи оваа тема има слаба тема и на мојот колега и на неговата партија, јас ќе бидам колегијален, нема да ги напаѓам, затоа што исто како и за многу други прашања, ниту за оваа тема ниту имаат став, ниту знаат што ќе направат, ниту на кој начин истото тоа ќе го направат. Меѓутоа се и тоа како конзистентни во една политика која што оди во оваа насока, а е поврзано со специјалното јавно обвинителство, а тоа е комплетно да се уништат доказите и аудио снимките кои што јасно укажуваат дека токму негови сопартици од врвот на раководството преговарале за името, за истото тоа име кој што ние денес го имаме на нашата држава. Никој не го спори тоа. Референдумот беше преговарале Киро Глигоров, преговарале Бранко Црвенковски, преговарале сите Илинка Митрева, сите преговарале. Наши сограѓани излегоа и дадоа поддршка за интеграција на Република Македонија во НАТО и Европската унија. Сега сме ние Република Северна Македонија, постигнато преку сериозни, тешки преговори за кои што требаше многу храброст, мудрост, карактер и многу визија. На никој не му е лесно да направи еден ваков крупен чекор и сериозен, тежок чекор кој што го носи на својот политички грб. Меѓутоа, за еднината на сите нас, за овие наши представници кои што се сега тука во студиото, за младите во нашата држава, некош вреди да се направи сериозен исчекор, па дури и ако политичарите фигуративно политички загинат. Почитувани, ние за прв пат имаме македонски идентитет, признат македонски јазик, без фуснота во Обединените нации и во сите меѓународни организации. Ние за прв пат имаме пријателство со нашите соседи и државата од изолирана до пред 2,5 години ја направивме земја пријател со сите наши соседи и отворивме перспективата на нашите идни генерации. Ние гледаме како денес доаѓаат грчки бизнисмени заедно со премиерот Ципрас и со представници од владата и промовираат концепт кој што ќе значи економско, финансиско и севкупно културно поврзување на нашите два народа, кои што и тоа како се во духот на европската и легислатива и култура, но и нормално во интерес на она за кое што сите ние се бориме, а тоа е европско општество во кое што младите ќе остануваат тука ќе творат семејство, тука ќе работат и тука ќе живеат. Благодарам. Само една реченица. Ајде, само кратко значи, молам. Ова 600.000 може да го повторите уште едно 2 милиарди пати. Нека се и 700 јас ќе ти кажам, референдумот е неуспешен. Треба да се помирите со тоа. Да, затоа што го бойкотиравте, и ја бойкотиравте иднината. Ме прекинавте, сакам да на истиот начин да сугерирам. Ја бойкотиравте иднината, не референдумот, не нас, иднината на нашата држава. Меѓутоа државата секогаш ајде сега тоа со референдумот веќе да успе за доброто на нивните. Секогаш наоѓа начин. Заврши. Пред нас се председателски избори, ајде само поентаве молам. Значи референдумот е неуспешен. И тоа не го поништува криминалниот начин на кој што ја изигра целата постапка. Значи, веројатно, Кирацовски меша храброст со нешто друго. Бидејќи не е храброст да го направиш ова. Ова е нешто сосема друго. А во однос на се она другото што го кажа, најдобро е да си го сменат името на партијата во ке. Значи, ке дојдат, ке имаат подобра иднина, ке земаат поголема плата, ке младите. Кои млади? Па младите повеќе си селуваат овие 2-3 години од било кога претходно. Сега пред нас 1300 доктори се иселени само во минатата година. Извинете, значи 100 пати можат да повторат дека референдумот не бил успешен. 250 доктори се заминати, меѓутоа цифрата вкупно медицински персонал. Значи 2017 година беа 110. Добро, беа 160. ја гледам дека вие сте експерти за се и за сите теми вака овде во студиото. Меѓутоа сакам нешто друго да можат да повторат. Ајде само кажете одговор еден краток, само ме молам. Меѓутоа не можат да порекнат дека Република Северна Македонија, нашата држава, нашата татковина успеа. Успева ваша, не е наша. И нашите идни генерации ќе останат тука на мнозинството граѓани на нашата држава, на сите граѓани. Добро, сега ова прашање некако го детерминира и следново што сакам да го поставам и ќе финишираме, а тоа се всушност две прашања. Второто, можноста за бойкот на вториот круг на изборите и
прашањето можноста за идни комбинаторики во вториот круг на изборите, доколку некој од кандидатите, а некој од кандидатите секако ќе отпадне во тоа. Таравари. Ние се надеваме да одиме на втор круг. Ако одиме на втор круг, сигурно победуваме. Добро, ако хипотетично не одиме на втор круг, хипотетично мораме да прашаме, бидејќи констелацијата покажува дека е многу веројатно еден од кандидатите, а тоа да биде и Река, да не биде во обзир. Добро, тоа значи ќе нема да направиме политичко пазарање од стилот на Дуи. Дај ми гувернер, дај ми шеф на не знам што, тројца амбасадори, сигурно. 100% ќе ги оставиме граѓаните сами да се одлучат. Најверојатно, уште немаме став, бидејќи треба да седнеме сите чинители. Таму има огромен број на интелектуалци независни, кандидатот, две партии. Најверојатно ќе се завземе заеднички став. Меѓутоа, ја мислам, бојкот нема да биде 100%. Најверојатно ќе биде самите да се одлучат хипотетично ако не одиме на втор. Принципилно до која опција од политиките на двата кандидати ви е поблиска? Значи, видете, ние апсолутно, значи нема да кажеме, нема да пазариме со еден или со друг 100%. Ова е сигурно оти има веќе импутации од СДСМ и од ДУИ. Значи би гласале за Силјановска, што не доаѓа во предвид. Ја мислам дека ние ќе ги оставиме самите граѓани, немаме ние телекоманда да ги управуваме луѓето и да се пазариме за нешто за да им речеме вие морате да гласате за Пендаровски или за Силјановска, меѓутоа начелно нема да се пазариме со ние хипотетично ако не одиме во втор круг. Благодарам. Јанушев, можен ли е бојкот на вториот круг? Го знаеме вашиот став дека нема бојкот и така натаму. Меѓутоа одредени политички кулари спекулираат со тоа дека ВМРО-ДПМН сепак доколку не покаже добар резултат во првиот може да оди на некој тивок бојкот. Можно ли е тоа? Не е можно. Неколку пати јавно кажано е, ќе го повториме уште еднаш ако има потреба, ако се сомневате во ставот на ВМРО-ДПМН. Значи нити сме планирале, нити планираме, нити ќе планираме бојкот. Напротив, единствено ако го земеме како можна опција бојкотот, тогаш веројатно се состојки СДСМ од кога ќе се соочат со резултатите од првиот круг на изборите. Ние сме убедени во недобриот, одличниот резултат на професорката Силјановска. Ние сме убедени дека најголем дел од гласачите во Република Македонија, без разлика на нивната етничка, верска, било каква друга припадност, дека ќе дадат поддршката за професорката Силјановска, токму затоа што професорката Силјановска, тимот околу професорката и она во кој што верува и на кој што се заснова програмата и како што ќе делува од позицијата на претседател на Република Македонија е токму правната држава, правда за Македонија, меѓутоа од друга страна и принципи и вредности кои што во минатото како човек, како професор ги покажала и ги покажува пред сите нас. Така да сме дефинитивно убедени во тоа и дефинитивно нема да влеземе во никакви пазарења, напротив, веруваме дека сите луѓе во Република Македонија, сите граѓани, сите гласачи ќе го препознаат тоа кај професорката Силјановска и ќе дадат поддршка. Би ја побарале ли поддршката од Алијанса за албанците и од другите партии ако евентуално не влезат во вториот круг? Видете, дали во овие принципи, дали во овие верувања за правда и правичност ќе се пронајдат политички партии, поединци, организации, групи од било каков вид, значи се добредојдени да се приклучат кон борбата кон ова црнило и ова зло. Очекувате ли албански гласови за Силјановски? Да, секако дека очекуваме. Добро, Кирацовски. Јас сум убеден дека и мојот колега Јанушев не верува во победата на господијата Силјановска, меѓутоа сме на ТВ дуел, на дебата. Нормално е дека таа реторика ќе биде искористена од сите наши представници. Независно од тоа, бојкотот е еден сериозен антидржавнички чин, кој што ќе ја попречи еднината на нашата држава. Сакам да направиме една мала дигресија во 2014 година. Ние ги имавме аудио снимките во нашите раце. Ние извлековме и промовиравме една аудио снимка за Македонска банка за нивниот почесен претседател Никола Груевски. Ние имавме и тоа како сериозни причини да го бојкотираме вториот круг и да не успее нашата држава да спроведе сериозни и на некој начин евидентни претседателски избори и да има избран претседател. Ние се повлековме од таа одлука, а нормално доколку бојкотираше СДСМ 2014 година, претседател немаше да се избере и државата ќе стагнираше уште повеќе отколку за време и на нивното владење. Она што е многу битно, значи
Ве молам, без смешни изјави. Ве молам. Не ве Она што е разбирам многу која битно сега поврзаноста. е што бојкотот најверојатно е нивна идеја, зависно од тоа колку гласови ќе освојат. Тие не се борат сега за председателскиот кандидат на нашата држава, туку се борат за председателскиот кандидат во нивната партија. Зависно од тоа колку гласови ќе освојат, таков предизвик ќе имат, дали ќе останат како раководство или не. Меѓутоа тоа е нивна работа. Околу пазарењето. Мислам дека помина времето на пазарење меѓу политичките партии, освен кога станува збор за пратеници и советници. Кога станува збор за граѓани, никој граѓаните ги нема во свој джеп и како свој контингент да може да ги насочи да гласат за еден, за друг или за трет кандидат. Мислам дека во нашата држава полека се развива граѓанскиот стабилитет, а тоа значи донесување на одлука за кого ќе гласат врз основа на своето убедување. Она што сакам да го истакнам е дека гласот за Стево е глас за напредок, глас за обединување и глас за влез во НАТО и Европската унија. Јас ги повикувам сите граѓани без оглед на етникумот, на партиската припадност, сите и македонци, и албанци, и турци, и власи, и роми, и бошњаци и сите останати да го дадат својот глас за најдобриот кандидат за председател на нашата држава и сите заедно да бидеме горди на оној кој што достоинствено со интегритет ќе представува нашата држава во иднина. Благодарам. Таравари, уште со вас завршуваме. Да. Може би како представник на помалите партии во овој сегмент. Дали кандидатот кој што го поддржувате ќе аплицира и кон добивање на гласови од македонскиот етникум? Значи, веќе не сме мала партија, сме по пратеници сме мала, со 2 пратеници, меѓутоа по број на гласови и по анкетите сме многу блиско до ДУИ. Дури ако не и во одредени региони во државата и пред нив, и јас се надевам во следните парламентарни избори било кога да се одржат и ги победиме. Кандидатот да, веќе имаме доста луѓе кои што ни се јавуваат, посебно од СДСМ. Јас се надевам дека ќе почнеме и македонци, и бошњаци, и турци, кои што се многу незадоволни од политиките на СДСМ. Да гласате за Стево, најверојатно. Јас ви кажувам дека доаѓаат и се зачленуваат. Да ве убедат да гласате за Стево. Во Алијансата за албанците доаѓаат и се да ве убедат да гласате за Стево. Добре, јас ви кажувам дека се зачленуваат во Алијансата за албанците, иако е иронично одговорот и циничен на господинот Кирацовски, ја го почитувам, нека продолжи така. Ја ви кажувам дека имаме членови кои што се незадоволни, цели групи кои што доаѓаат и кажуваат, се зачленуваат во Алијансата и ќе бидат поддржувачи на професорот Блеирим Рек. Ова е вистината која што ви ја говорам. Да. Еве, кај се изборите, за 3 недели ќе збориме повторно. Значи, ви посакувам добра и успешна кампања. Таа е веќе во многу рана фаза, но се надеваме дека ќе биде мирна, фер, а победник од неја на крајот да биде Македонија. Почитувани гледачи, ви благодарам на вниманието и довербата.